студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во рамки на денешната седница на Собраницката комисија за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграција ќе содржи дебата за придобивките од реформската агенда. Целта е да се презентираат и дискутираат со пратениците придобивките од реформската агенда 2024-2027 со фокус на можностите за забрзување на процесот на интеграција во Европската унија и зајакнување на клучните институции. Поздравни обраќања ќе имаат Африм Гаши, председател на Собранието, Венко Филипче, председател на Националниот совет за евроинтеграција, Антонио Милошовски, подпредседател на Собранието и председател на Комисијата за европски прашања, Орхан Муртезани, министер за европски прашања, Вероника Улман, амбасадорка на Швейцарија во земјава, и Бен Нупану, заменик амбасадор во делегацијата на Европската унија во земјава. На тема реформите како заедничка одговорност, градење консензус за пристапување на Македонија во Европската унија, ќе зборува и Владимир Дробњак, поранешен главен преговарач за пристапните преговори на Хрватска со Европската унија и експерт на УНОПС. Инаку во Собранието денеска ќе се одржи и 44-та седница. За денеска е најавен протест на вработените од културата. Тоа ќе се случи иако има најави дека за доцентната плата ќе ја добијат во текот на оваа недела. Синдикатот смета дека овој проблем трае со години и ќе бара доследно почитување на колективните договори. Синдикатот останува на посочените најави за тужби, бидејќи ова што се случува во културата не е прв пат. Ова се случува веќе 4 години наназад, откако е подпишан колективниот договор за култура. И доволно веќе вработените во култура имаат трпение и мислеа дека ќе дојде до некое подобро решение и дека ова нема повеќе да се повтори. Меѓутоа, како што гледате, ова се вторува секоја година, така да ќе мора едноставно да се почне и со тужби. На 89 години вчера утрото почина папата Франциск, поглаварот на Римокатоличката црква. Причината за смртта на папата Франциск е мозочен удар, соопшти синоќа Ватикан. Како што се наведува, по ударот папата паднал во кома, а потоа доживел и срцев удар по кој немало спас. Инаку тој е првиот латиноамерикански папа кој остави белег во раководењето на Ватикан. Le ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Вчера се радувавме. Се појави на балконот по повеќе месечно лекување од војна пневмонија. Ни го честита Великден, а сега повеќе го нема. Насекаде во светот верниците жалат за смртта на поглаварот на Римокатоличката црква, а и јадници луѓе се упатија кон Рим. Аргентинскиот кардинал Хорхе Марио Берголјо беше избран за поглавар на Римокатоличката црква на 13 март 2013 година по повлекувањето на Бенедикт XVI и го избра името Франциск. Беше 266-тиот понтив, првиот папа роден надвор од Европа во повеќе од еден милениум, првиот од Америка и првиот језуит. Беше препознатлив по својата скромност, блиско со луѓето и заложбите за социјална правда. Надвор од Ватикан, Франциск беше почитуван и славен како глобална звезда. Привлекуваше огромни маси верници при посетите на странски земји. Тој дојде на чело на Римокатоличката црква во незгоден период, кога беше на удар од честите скандали за сексуално злоставување деца и раскината од внатрешни битки меѓу бирократи во Ватикан. Папата Франциск, роден на 17 декември 1936 година во Буенос Ајрес, беше син на италијански имигранти железничари. Се школувал за индустријски хемичар, но случајна средба со свештеник му го сменила животот и го насочила кон духовниот пат. По негова желба ќе биде погребан надвор од Ватикан. Неговите посмртни останки ќе бидат положени во базиликата Санта Марија Маджоре, една од 4 главни папски базилики во Рим. Ватикан засега не соопшти детали за погребот или за процесот на избор на нов папа. Емилија Штериов, Сител телевизија. Папата Франциск беше првиот и единствениот папа што ја посетил Македонија. Католиците во Македонија се простува од папата Франциска. Вчера во 15 часот се огласи и камбаните на Католичката црква Пресвето срце Исусово.
Папата Франциск беше единствениот кој ја посетил Македонија. Во 2019-та дојде во Скопје и ја посети католичката црква. А потоа одржа и миса на плоштадот Македонија. Скопскиот бискуп и струмичко-скопски епарх монсиньор доктор Киро Стојанов упати писмо до сите парохии и монашки заедници во Македонија. Благодарни сме на Бога за неговиот понтификат, кој на негов својствен начин го покажуваше постојано милосрдното лице на Отецот, а посебно беше глас на сиромашните и маргинализираните. Благодарни сме на неговата апостолска посета на Македонија во мај 2019-та, која ќе остане во нашите сеќавања и запишана во историјата на Република Македонија. Неговото заземање за мир во светот, за диалог и братство меѓу народите, ќе останат негов завет за идните генерации, вели бискупот Стојанов. Со папата Франциск се прости и македонскиот државен врв. Премиерот Мицкоски вели, неговата порака за мир и солидарност беше светлина за милиони луѓе. Папата Франциско низ годините континуирано ја изразуваше својата поддршка за Македонија, за незините напори за мир, соживот и почитување на различностите. Неговите зборови секогаш охрабруваа, а неговиот однос кон нашиот народ беше исполнет со топлина и почит, вели Мицкоски. Собранискиот спикер Африм Гаши пак вели, заминувањето од овоземскиот свет на папата е длабока загуба за целото човештво. Како еден од духовните лидери на нашето време, тој ги вгради принципите на мирот, на социјалната правда и на меѓурелигискиот диалог, станувајќи символ на посветеноста кон заедничкото добро. Со својата едноставност, со безусловната љубов кон човекот, папата Франциско допре до срцата на милиони луѓе низ целиот свет, надминувајќи верски, национални или идеолошки граници, рече Гаши. Папата Франциск во својот мандат отпатува и посети вкупно 47 држави ширум светот, меѓу кои и Македонија. Даниел Василев, Сител телевизија. Погребот на папата Франциск ќе се изврши недосна за 9 дена, во рок од 1 месец ќе биде свикана конклава за избор на неговиот наследник, соопшти Ватикан. Милиони луѓе низ целиот свет во текот на вчерашниот ден му одадоа почит на починатиот папа. Аргентинците одржаа специјална миса за нивниот сонародник, папата Франциск. Мисата се одржа во катедралата во Буенос Ајрес, каде Франциск беше надбискуп. Зградата беше украсена со фотографија на понтифот, гроздови, бели цвеќиња и знамето на Аргентина. Владата на Аргентина објави дека ќе има 7-дневна жалост. Папата на сиромашните не напушти папата на маргинализираните, рече Хорке Гарсија Куевра, сега надбискуп во Буенос Ајрес, мислејќи на времето на Франциск кога работел во сиромашните области на градот, што доведе до неговиот прекар папата од сиромашните квартови. Инсистираше да се градат мостови, инсистираше да живееме во универзално братство. Папата беше наш татко, татко на сиромашните, татко на милоста. Најдобрата почит што ние аргентинците можеме да му ја дадеме на Франциск е да бидеме обединети. Во текот на вчерашниот ден молитви се одржа и во римската базилика Света Марија Маџоре, каде ќе биде изложени телото на папата. Неговата ненајдена смрт ги поттикна древните ритуали, бидејќи црквата со 1,4 милиарди членови го започна преминот од еден кон друг папа, вклучувајќи го и кршењето на рибарскиот прстен и оловниот печат на папата, така што тие не можат да бидат користени од некој друг.